Она кое што се зборуваше во текот на вчерашниот ден, за кое што сметам дека дополнително треба да се даваат одговори во ова собрание и конечно да се отвори една дебата помеѓу власта и опозицијата, а не власта да молчи како риба, додека граѓаните преку опозицијата бараат одговори. И прашањето зошто почитуваните колеги од мнозинството немаат ниту една квалификација за тоа зошто се менуваат овие министри. Бидејќи нели ЕУ е вредности, ЕУ е систем на заслуги, на знаење, на способност. И сега дополнително тука се поставува прашањето посебно до колегите од мнозинството, еден збор не кажавте, лош, добар за луѓето што се менуваат. Нели сметаат дека оние кои што ги гласаат, дека треба да знаат зошто луѓето ги менуваат министрите кои што вчера беа супер и одлични. Сметам дека тоа прашање треба да се отвори дополнително за следните два предлози. Да знаеме зошто. Или пак треба да се прашаат колегите од мнозинството, има некои комбинаторики кои што во иднина повторно ќе ја гледаат алтернатива како гума за спасување или пред се за дисциплинирање на политичките партии од типот на Демократската обнова за Македонија на Морачани, за да не ви се случи Павле Трајанов и таа да излезе. Дека одржувањето на добри односи со алтернатива може би утре во иднина ќе ви послужи за вашите византиски игри внатре во владата. И сметам дека како мнозинството треба да ги даде тие одговори, а не да ги молчи. Треба да се апострофира и да знаат граѓаните дека изминатата година, 2022 година, институциите предводени од СДСМ и ДУИ побарале согласност за 346 тендери да се склучат во 4 очи во вредност од 65 милиони евра. А онаму каде што треба да се склучи во 4 очи, да се помогне и да се спаси, за тоа не им текнала ниту една институција, а може да го направат тоа доколку побарале, но тие барале да набавуваат електрична енергија, централи и така натаму, почитувани колеги. Благодарам. Здравко Трајанов, реплика.